Здраво на сите, се реорганизиравме затоа што првиот панел беше во живо и сега сакам да ви посакам добре дојде на онлайн панелот, каде што имаме тројца наши истакнати професионалци кои ни се придружуваат да разговараме за технологијата. И доколку се слушаше муабетот пред да се приклучам, мислам дека и тоа е предмет на дискусија како да ја олесниме оваа комуникација и како да можеме да имаме течни онлайн искуства. Пред да започнеме со дискусијата и со представување на гостите, само да ви посакам добре дојде. Јас се викам Никола Стиков. Основач сум на фондација Кантарот. Денес имаме конференција целодневна. Сабајлето беше посветено на децата и имавме прекрасни работилници, едно 5 сати со 100 дечиња кои што правеа холограми и си играа со магнети. Ово е виртуелниот дел, каде што ќе поразговараме малку за родителите и за научниците и за други паталци од нашиот образовен систем. Вечерва за донаторите ќе имаме и еден убав коктел. Морам да се заблагодарам на сите донатори, ние во 5 дена успеавме да собереме 5000 евра. Што беше навистина за нас пријатно изненадување, покажува дека има интерес, има желба да се поддржат овие активности и иницијативи. И се надеваме дека овие 5000 евра ќе ги ставаме во добра улога. Меѓу другото, планираме да подариме 500 пакетчиња со НЗД експерименти за учениците низ училиштата во Македонија, така што да знаете каде одат парите од донациите. Да ви се заблагодарам на Петар, Андреј и Нина, што се согласија да дојдат во сабота на еден ваков разговор. Ние се познаваме веќе подолго време и веќе ни бевте гости во склоп на Сиеста дружбите. Сиеста е една заедница околу 300 македонски научници кои што живеат, работат во странство и веќе имавме неколку средби во затворен круг. Ова е прв пат да се отвориме вака за поширока јавност. Ова е стримувано и ќе биде достапно на нашиот YouTube канал. Се договоривме дека секој од гостите ќе ни се представи со една 5-минутна презентација, некој ќе покажува слайдови, може и со зборење, а потоа остатокот од разговорот ќе биде прашања од публиката, прашања од мене и размислување за тоа како технологијата го подобрува образованието. Најпрвен ќе посакам добре дојде на Нина Георгиева, која што оди и под Нина Геометриева. И таа ќе ни каже малку за метаверзумот и за нејзините искуства со метаверзумот. Нина, добре дојде и повели. Фала ти, Никола. Сега пробувам да го шернам мојот екран. Одлично. Океј, супер. Па јас сум Нина Геометриева, продукт дизајнер во Мета и денес сакам да ви отсликам така во груби потези како би изгледал светот на едукацијата во метаверзумот. И покрај тоа што работам во Мета, тука не сум како представник на Мета, значи се ова се мои лични мислења и искрено мислам дека метаверзумот нема да инволвира само една компанија, туку ќе биде цел екосистем како што е интернетот денес. Зборувајќи за интернетот, значи раните денови на интернетот беа во главно, значи дигитален свет што го искусувавме преку текст. Интернетот започна како read-only искуство. Но денес со побрз и поевтин интернет, со смартфони, социјални мрежи, почнавме да комуницираме преку слики, преку видеа. И тоа прави огромна разлика за да се осеќаш дека си дел од тој дигитален свет, дека си таму на другата страна на планетата кога гледаш некој видео или како што вие моментално се осеќате дека јас сум со вас во истата соба. Но наредната фаза на развиток на дигиталниот свет ќе биде нешто што почнуваме денес да го нарекуваме метаверзум. И главниот аспект на метаверзумот ќе биде чувството на присуство, значи интеракција со гестови и 3D, свет кој што уште повеќе ќе се осеќаш како да си таму. И метаверзумот по најосновната дефиниција е виртуелен свет. И како таков, значи веќе имаме виртуелни светови денес. За да го пристапиш овој свет ќе ти треба некаков си хедсет, барем на почетокот, и во тој свет ќе можеш да комуницираш со други луѓе, ќе можеш да имаш втор дом, да посетуваш места како турист, да одиш на свадба, на роден ден и нормално на школа. Се уште е прерано за се ова да се оствари, но веќе почнува полека да правиме прогрес кон таа насока. Значи, метаверзумот ќе ти овозможи да
си физички дома, на пример, и виртуелно да можеш да бидеш во Лондон, во Прага, од Скопје, на пример, да посетуваш часови во Оксфорд, исто како да си таму. Ќе можеш да учиш со другари од целиот свет, не само тие што се околу тебе. И тоа ќе овозможи на поголема флексибилност, но и можности за децата да израснат во посветска околина и да искусат искуства што не би можеле доколку само учат во реалниот физичкиот свет. Една од интересните работи што метаверзумот ќе овозможи е попрактично учење. Значи, learning by doing, директна манипулација, симулација, разно експериментирање. Денес голем дел од овој тип на учење е прескап или неизводлив, не е доволно безбеден за деца. Но во метаверзумот тоа нема да е проблем, ќе нема буквално никакви граници. И освен симулација на реалност, ќе има и надреални искуства. Значи, инстантно ќе можеш да посетиш било какви места во светот и во универзумот. И тоа за едукацијата ќе многу интересно, бидејќи работи за кои што учиш од книги, одеднаш ќе можеш да ги учиш преку буквално физички да си присутен таму. Мислам, виртуелно, не физички. И нормално сведочење од прва рака. Например, ќе можеш лично да доживееш историски моменти и нема само да е раскажување приказни, туку буквално ќе бидеш сведок на тие моменти. И така ќе се осеќаш како дека се дел од твоите искуства и мемории. Ова се само неколку аспекти од метаверзумот и како ќе може да помогне во едукација, но има еден тон и многу повеќето од нив ни јас не сум свесна и тек треба да се развијат. Супер, благодарам многу, Нина. Навистина инспиративно. И би сакал понатаму да слушнам што мислат и Петар и Андреј за овие идеи, меѓутоа најпрвин да ја слушнеме нивната визија. Јас мислам следно да одиме со Петар, дали е во ред, Петар? Да, во ред. Значи, можеш да ни се представиш, Петар е професор на Алборг универзитетот. Да, јас сум Петар Половски, професор сум на Алборг универзитет, каде што ја водам секцијата за конективност при Институтот за електронски системи. Исто сум, имам и визитинг професор позиција во Бремен во Германија, каде што во главно се занимавам со сателитски комуникации. И малку ќе зборувам овде за еволуцијата на комуникацијските технологии и нивниот ефект врз образованието, посебно овој вториот дел ќе биде во самата дискусија со моите соговорници тука. Накратко ова е дел од мојата група, да речам преполовена во ковид времето, од прилика 30 луѓе кои што работиме на сите аспекти од теорија на комуникации, комуникацијски системи, статистичко процесирање сигнали и слично. Сега, една дискусија која што е многу популарна, да речам последните години и непопуларна, е дискусијата околу 5G. Пред да стигнеме до тоа 5G, да видиме како стигнавме до оваа конективност која имаме сега. Значи, 5G е целуларна технологија, значи технологија за мобилни телефони и нормално дека има конкурент во Wi-Fi, кој што повеќето од нас го користиме секој ден. Меѓутоа, идејата за се присутна конективност со бежни комуникации започнува некаде со 1G во 80-тите години, кај што идејата беше да се направи аналоген телефон, кој што гледате изгледа прилично голем. 2G, идејата беше да се донесе дигитален глас секаде, значи дигитален повик да може да се направи од секаде. И неочекуван херој од оваа технологија беше SMS, кој што го воведе целиот процес на текстинг, значи сосема нов интерфејс. И тоа е првиот доказ дека комуникацијските инженери како мене не се најдобрите да ја смислат употребата на определена технологија која што ќе се инкорпорира во комуникацијските технологии. Во 2000-те години дојде 3G и никој тоа не го приметуваше, се додека 2007 година не се појави iPhone. Знаете, кога се развиваше 3G се збореше многу за killer application, значи која апликација ќе ги доминира сите други.
и никој не успеа да го предвиди iPhone-от. И во тоа време Apple уствари не беше фирма која се занимаваше со комуникации, а сега е фирма која што да речем развива своји комуникацијски системи за 5G и сега следната генерација 6G. И 2010 година целта беше да имаме брз интернет на секаде и тоа денеска она што го користиме. И очекуван херој тука беа социјалните медиуми, Facebook, Instagram и слични други, да речем, медиуми кои што користат и повеќе обсек, значи поголеми битски брзини и слично. Сето тоа стана можно со доаѓање на овие технологии. Сега прашањето е зошто требаше 5G? Затоа што еволуира, сите овие конектирани системи еволуира во еден комплексен екосистем, кај што имаме различни типови конекции меѓу коли, меѓу дронови, меѓу луѓе, конекции до контейнери по бродови, меѓу сателити и слично. И оваа комплексност на различни конекции, за да биде поддржана, замислете колкав број на бити се пренесуваат во секоја секунда во светот, за да се опфати целата оваа комплексност со преку еден систем, беше отидено во насока да се формулира 5G како флексибилен систем кој што ќе поддржи различни типови на конективност. И 5G како таков има три типа на конективност. Едниот е broadband, значи кој што ќе нуди големи битски брзини, и тоа е да речам битно за репрезентации во Metaverse, она што зборуваше Нина, значи да може да се следат сите тие широкопојасни слики, видеа и слично, потребен е ваков broadband. Меѓутоа за да се интерактира со нив, потребно е нешто што се вика многу надежна комуникација со мало доцнење или ultra reliable low latency communication. А исто така, третиот тип на комуникација, она што ги поврзува сите сензори, физички објекти и слично, тоа е она што се познато под името Internet of Things. И најголемата иновација на 5G тука беше дека се направи платформа за да ги поддржи сите овие типови на услуги. И една од главните работи кои што тек допрва ќе видиме од 5G е тоа латенција или доцнење. Значи поентата што треба да речам луѓе што се занимаваат со градење на Metaverse и слични апликации да се прашаат е откога ќе добиеме линкови со ниска латенција и со висока надежност, што можеме да правиме со нив? Значи можеме да имаме далечинско контролирање на роботи, и во случајов имаме робот кој што асистира на постара личност, например во дом за постари луѓе, и наместо да имаме една медицинска сестра која што ќе помага, може да има една личност која што ќе помага преку повеќе роботи. Значи за тоа се мултиплицираат можностите на луѓето. Генерално безбежните комуникации го аугментираат, го зголемуваат природниот контекст на време простор. Значи она што е наш природен контекст во некој 7 до 10 метра, сега го правиме преку илјадници километри, затоа што имаме безбежни комуникации и интернет. И тука дигиталното време се преплетува со физичкото, имаме нов поглед на симултаност, присуство и каузалност. И сето тоа прави да промениме што значи тоа сега и тука. Значи тоа што е основа на традиционалното образование, каде што имаме интеракција сега и тука, сега оди преку време и простор на многу поголеми територии. Ако сакате да прочитате повеќе за безбежни комуникации, една релативно едноставна книга се обидов да напишам, бар мене ми изгледа едноставна. Што би било 6G кога имаме 5G? По 6G ќе се интерактираат сите оние работи кои што да речам ќе овозможат да се формира тој метаверс. Значи тоа е комуникација, локализација, сенсинг и сето тоа ќе се поврзе преку интелигенција и learning. Тоа се на пример иднина со холографска комуникација, virtual reality, mixed reality и слично. Тоа е нешто Нина што зборуваше. Но пред да стигне таму, мора некои малку подосадни работи да направиме. Значи мораме да ги направиме врските за работа и за учење од дома стабилни, а не секогаш кога ќе се јавиме да прашуваме дали не слушате, дали можам да го споделам мојот екран и слично. Значи тој интерфейс се уште има многу затнувања кои што треба да се направат пред да стигнеме до holographic communication. Например, еден мој предлог е операторите може да создадат премиум услуга, која што ќе се вика X од дома, например работа од дома, учење од дома без нервоза. Тоа значи дека ќе биде заснована на некоја мултиконективност. Значи ако испадне Wi-Fi-от да се поврзе преку мобилната мрежа или преку сателитски и слично. И малку ќе збориме и за нови интерфейси што ќе користат технологија за конективност, како ефективно да се оцени студент, како да се спречи препишување, како да се создадат начини на интеракција кои што се повеќе од само да речем дигитална имитација на физичката ученица. Толку да се. Благодарам.
Фала многу, Петар. Допре и до точки кои што ние веќе ги правевме со децата. Значи, децата правеа холограми тука и мислам дека баш се фасцинираа од технологијата, која што и не е толку комплицирана колку што замислуваме. А секогаш сум сакал да те пофалам за корицата на твојата книга. Затоа што одскокнува од се останато. Така што навистина е многу помечна, се надевам ќе имам шанса и внапред да погледнам во кориците. Фала, ќе ти испратам копија од книгата. Софт копија одма после ова, а иначе таа нормално дека дизајнот не го правев, јас го направи дизајнерска куќа. Супер е, стварно многу ми се допаѓа. И за крај го чуваме Андреј. Петар веќе начна вештачка интелигенција како неопходен дел од целава оваа револуција што се случува, а немаме подобар човек во академија од Андреј да ни зборува за тоа, така што многу ми е драго што го донесовме. Андреј е професор на Карнеги Мелон и ќе ни каже и малку повеќе за неговиот интерес и истражување. Фала Никола и фала за поканата. Ајде да пробам прво да направам share screen. Питер, тоа беше сосем соодветен сетап за моите слайдови, така да таман ме намести. Само секунда. Дали ми ги гледате слайдовите? Да, чекаме уште да почне презентацијата, ама PowerPoint-от го гледаме. PowerPoint, добро, кај мене стартува на презентацијата, значи не е точниот екран. Ај секунда само. Тука Петар треба да улета на помош. Секунда. Не, види, јас само знам дека е проблем, не знам секој да го реши. Немаш решение, само знаеме дека е проблем. Не знам дали имаш анимации на слайдовите, ако немаш, може и да... Имам, само секунда, имам. Имаш, Андреј, само направи switch screen, значи, уклучи ја на презентацијски мод и направи switch screen сега горе, таму. Ај вака? Презентер, ете го. Сега да, супер, таман. Окей. Како што Никола рече, јас сум Андреј Ристевски, професор сум во Универзитетот Карнеги Мелон, работам генерално на математички подлоги, на разноразни работи во машинско учење и вештачка интелигенција, особен фокус на невронски мрежи. За да наместам малку контекст, во многу кратко, во еден слайд ќе ви кажам како функционира машинско учење. Идејата со машинско учење е дека сакате некаков алгоритам да тренирате, или програма ако сакате да тренирате од примери, и тие примери може да имат некаква различна форма, например, само да ја најдам, например, може да имате некакви слики заедно со некакви ознаки, например слики од долгонос мајмун, слики од сиамска мачка, од разни типови на животни заедно со ознака какво животно има, може да бидат и обични слики, например слики од човечки лица, и откако алгоритмот ќе ги прими овие примери, има некаков процес на тренирање каде што се обидува да научи нешто. Што може да научи? Може да биде различни работи. Например, можете да имате систем што ако му покажете нова слика, ви кажува што има на сликата. Например, ако му покажете ваква слика, ќе ви каже дека е слика од хаска. Може да си правите некакви интерфејси каде што се движите низ некаков простор на човечки лица, например како што имате овде долу лево, менувате мали детали и програмата генерира нови работи што изгледаат како човечки слики, работи што се малку пофенси, например можете да тренирате систем што можете да му дадете некаква слика, например Мона Лиза, и да ја трансформира да изгледа како да е например сликана од Ван Гог во оваа средна слика овде. Океј. Ова е многу кратка позадина за машинско учење. Ќе ви кажам отприлика од две категории на примени на машинско учење во едукативниот сектор. Ќе се држам до работи што се релативно реалистични, дури има и компании што прават вакви работи, ма да се далеку од таму каде што очекуваме да бидат за да бидат добри. Категориите се горе-долу како користење на машинско учење како алатка за персонализација и како алатка за помош на наставниците. Прво како алатка за персонализација, овие се системите што го прават тоа се викаат intelligent tutoring systems или интелигентни системи за туторирање. Горе-долу се како некакви алгоритми што ја прилагодуваат брзината на предавањето што му ги даваат на корисникот, што би бил ученик, врз база на некаква интеракција со ученикот. Пример, интеракција може да биде колку точни грешни одговори враќаат, некакво ниво на интерес, што се мери на различни начини, брзината на прогрес низ лекциите и така натаму.
Значи, интерфејсот изгледа нешто како што ви имам овдека покажано. Ова е Алекс постоечки систем за основно делење во глобала за математички предмети, например, ова е некаков алгебра тип на предмет, кој покажува некој ниво на прогрес низ разни подобласти во алгебра, што ви се следни задачи и така натаму. Зошто е корисно машинско учење? За неколку причини. Можеби најголемата причина е заради тоа што начинот како што функционираат овие системи ги гранулираат вештините за да го совладат предметот на многу поголема грануларност него ли што би можела нормална стандардизирана настава. Например, некаква мрежа на концепти и тоа како се поврзани би изгледало нешто како оваа слика долу десно. Многу повеќе него ли тоа што може еден наставник да прилагоди униформно за цел час. Најчесто овие графови или мрежи на вештини се формираат низ некаква комбинација од претходно знаење на самите едукатори заедно со некакви методи од машинско учење и на крајот движењето низ оваа мрежа на вештини се случува врз база на некаква интеракција со ученикот. Наједноставната форма на интеракција дали одговорите се точни или грешни, малку посложено е например колку брзо ученикот напредува, некакво мерење на интерес на ученикот и така натаму. Значи, интересот најчесто се мери врз база на тоа колку брзо одговарате низ самиот онлайн систем. Има некои малку дистописки верзии од овие што се веќе во некој пилот, да речем, паралелки во Кина, каде што ги мерат овие со онакви мали апаратчиња како на сликата овде, што мерат гебранови, се обидуваат да мерат колку се фокусирани учениците. Значи, има неколку компании што има ваков постоечки модел. Алекс веќе ја спомнав. Во Кина има доста инвестиции во вакви AI-inspired classrooms. Squirrel Eye е најпознатата компанија. Тоа е во 2018 стана Unicorn компанија, што значи дека имаше повеќе од 1 билион во валуација. И друга компанија што можеби некои од вас се знаат е Duolingo. Тоа е програма за учење на странски јазици. Можете да ја симните на телефон сега, бесплатна е. И во 2021 во голема мера заради COVID, бројот на корисници се дигна доста, во моментов има околу 9,6 милиони корисници. Че тоа е едната категорија на употреба на машинско учење, другата категорија е како алатка за помош на наставниците. Пак има многу примери овдека, значи нешто на што Петар веќе начна малку, често се користи за дизајнирање на софтвери за автоматско детектирање на плагиати. Значи машинско учење е многу корисно кога се обидувате да оцените дали два текстови се плагиат еден од другиот, кога плагиатот не е толку очигледен, значи не се директно копирање на зборови, туку има некакво парафразирање и се обидувате да го користите системот на начинот да одреди дали една реченица е парафраза на некоја друга и така натаму и така натаму. Пак има веќе компанија што го прави, се вика CopyLeaks, има доста фундирање во последните 2 години, има доста интерес околу ваквото истражување и ваквите компании. Другата алатка е пак нешто што Петар го спомна, софтвери за автоматско оценување. Ако сте биле наставник во некаков клас, има стотици ученици, знаете дека многу долго една од работите што одзема екстремно долго време е оценување на испити. Значи, како е машинско учење корисно тука, во најдосадната варијанта и ова веќе постои е прилично ефективно, автоматско процесирање на скенирање испити преку препознавање на ракопис, OCR, Optical Character Recognition, во основа значи само препознавање на ракопис и електронизација во некаква електронска форма. Таа технологија веќе доволно добро функционира. Технологијата на која што има доста работа, не функционира се уште доволно добро, е оценување на прашања што не се едноставни за оценување, во смисла на прашања што не се точно грешно, multiple choice и така натаму, значи прашања каде што треба да се дополни одговор, каде што треба да се направи некаква калкулација. Идејата овдека е дека можете да го научите системот како да оценува некое прашање, откако ќе му покажете неколку примери. Например, на прашањето ќе оцените 10 ученици и после тие 10 оценети ученици, системот знае како да ги оцени останатите ученици на истото тоа прашање. Како што реков, ова се само неколку од примерите, можеби ќе допреме на некои други во текот на панелот, ама толку од мене. Супер. Фала, Андреј. Многу е убаво што сите тројца ни дадовте еден многу широк преглед на полето.
И уште поубаво што не кажавте ништо лично за вас, затоа што тоа ќе биде второто прашање. Значи, Петар и Андреј предаваат, значи веќе се вклучени во образовниот процес. Нина дизајнира за широка публика, што подразбира и деца, предпоставувам. Би сакал малку да чујам за вашите лични искуства со моменталната технологија за образование, моменталната технологија во метаверзумот, или како и да го наречеме овој виртуелен простор. Што е тоа што вас бе возбудува, некои лични искуства за тоа што мислите дека ветува и што се надевате дека ќе се случи во наредните година-две за вас лично, а не за светот и за образовниот систем. За да го смениме малце редоследот, ајде да одиме сега Андреј, Петар, Нина. Воред, значи, моето педагошко искуство во глобала е сведено на факултетчи, постдипломци, така да мислам дека кај мене тие алатки што ги користам најмногу се алатките што ги спомнав на претходниот слайд. Значи, користиме доста алатки за најдување на плагиати, ама ги користиме на начин на кој што може би замислиле како функционира ова. Значи, системите се доволно добри да... Прашање за тебе, затоа што во Македонија, например, многу тешко се откриваат плагиати. Повеќето од работите не се нели се преведуваат од англиски на македонски. Дали нешто од ова е прилагодливо за нашиот образовен систем, затоа што е голем проблем, а не знам како да се справиме со него. Значи, горе-долу овие системи тоа што најмногу им треба е примери за да бидат тренирани. Значи, ресурсот што ни треба најмногу е големи количество на македонски текстови, да ги храниме овие системи за да може да учат како да детектираат значење, парафрази и сите тие работи. Што правиме со текст што е преведен од англиски? Дали ќе може нели Google Translate да преведе, па потоа да свати ова е навистина истиот текст? Тоа исто би било добра примена во иднина. Во моментот таквите системи не функционираат многу добро. Значи слободно детектирање на парафрази. Детекција на парафрази е релативно тешка дури во рамките на истиот јазик. Ако сакате да детектирате парафрази меѓу различни јазици, дури ако имате достап на доста податоци, станува доста покомплицирано. Чисто заради тоа што има процеп во значење помеѓу различни јазици, дури некогаш на човечки преведувач му е тешко да го одреди тоа, а не па на машина. Така. Знам дека ова е голем проблем во Македонија, не знам на кое ниво почнува. Меѓутоа знам дека многу семинарски на факултети се напишани само со препишување, претпоставувам дека навиката започнува многу рано во детската во образованието. И се надевам дека тоа е една технологија која што ќе ни помогне малку од малку да го намалиме препишувањето, да го зголемиме креативниот израз. Меѓутоа, драго ми е дека постојат овие алатки и драго ми е дека се широко употребени. Петар, твои искуства? Значи, да се надоврзам, значи јас користев тие што се нормални алатки, Teams и сите тие работи за, значи доста овде имаме на мој факултет многу испити со студентски проекти и сето тоа треба да биде, да речеме, имитација на физичкиот дел, кај што тие доаѓаат во соба, збориме за проектот, па после комисијата збори во друга соба и овде секој семестар има многу такви, да речам, проекти. И тоа функционираше во ред. Ова што го кажува, да се вратам на ова што го кажува Андреј за плагиаризам. Значи, моје мислење за она што сум гледал како уредник на списание и сето тоа е дека семантички плагиаризам е многу тешко да се детектира. Значи, семантички плагиаризам е уствари како идеи ги приспособуваш од некој друг и слично. Така да, тука ми се чини дека интересна технологија и покрај целиот хајп околу таа може да биде поврзана со distributed ledgers и со NFT. Значи, како дигитални објекти да добиваат некаква уникатност и после тоа да имаш трасирање на тоа дали има копија на истото. Значи, моментално биткоин е религија, значи некои луѓе веруваат, се против, некои се за. Меѓутоа целиот принцип на децентрализација и на доверба како тоа оди во една умрежена, да речам, инфраструктура, може да промени многу работи. Например, тие паметни контракти и слично, тоа не треба да се потцени. Значи една работа е ова што е крипто што оди горе долу секој ден, друга работа е кој е потенцијалот на таа технологија. Така да мислам дека од тоа допрва ќе видиме
како да си има доверба кој тоа е како го направил. А сега на крај на краишта, Никола, тоа е невозможно да се спречи. Јас памтам 90-ти години на факултет, кај мене имавме еден испит кој што беше, да речам, углавно теорија, требаше да се научат прашањата. Ние трошевме во просек 2 недели да го научиме, а имаше еден со мене кој што потроши 3 недели за да направи ливчиња за препишување. Значи, немаш тука рационално да бараш, знаеш, мислам, така тоа не може да се избега. Да, мислам, едно е овој вид на плагиаторство кај што наоѓаат луѓе материјали на интернет па ги прилагодуваат и да, тоа е тешко да се елиминира. Во македонското образование ние имаме друг проблем, ние препишуваме едни од други. И некако секогаш сме ние против наставникот. И мислам дека има некои образовни технологии кои што се многу едноставни и немаат врска со иднината, а тоа е уценување на Гаусова крива. Каде што сваќаш дека ако му дозволиш на некој да препише од тебе ти паѓа оценката. И јас се обидувам да воведам такви некои многу едноставни реформи што не бараат пари, не бараат, значи, било какви технолошки алатки, меѓутоа и наставниците и учениците не сваќаат дека тоа всушност ги подготвува за иднината, каде што и така се во надпревар едни со други. Па тука може да речам тоа лично искуство, на пример пред 2010 држев статистика тука на повеќе студенти над 100. И значи се проаѓаше со 50 поени. И сега некој кој е на граница тука ќе видиш, знаеш, ако е тука 49-48 ќе пробаш да додадеш да видиш да помине. И стално цртав после кривата на поени и секогаш беше Гаусова со гличка 50. Значи тоа беше без исклучок. Тоа е исто како во наука, кај што имаме на P005 секогаш на P0.05 глич. Точно. Се гледа дека имаме некоја кроење на резултатите. Ама да. Никола, само краток коментар. Овие системи доволно е да ви заштитат на време. Значи најчесто начинот на кој што јас ги користам барем е да ми дадат некакви можни случаи на плагиати. Значи ако имам 100 ученици, тоа се 100 на квадрат, значи тоа се 10.000 парови на што треба да ги проверам. Ако ми даде системот 5 можни плагиати, можам 5 да ги проверам. Не можам 10.000 да ги проверам. Така да. Петар веќе го спомна концептот на блокчейн и мислам дека тоа води кон тоа што Нина го работи, меѓу другото Нина е и позната NFT уметница. И би сакал да слушнам нејзини лични искуства. Нина, одбери слободно дали ќе биде повеќе поврзано со работата во Мета или можеби со твојата уметничка кариера. А во меѓувреме би сакал Петар и Андреј да ги натерам да размислуваат, можеби можеме да си поставуваме прашање едни од други. Што вас ве интересира од ова што го слушнавте досега? Така што ќе одиме со редослед Петар, Андреј, Нина, ќе дадеме најмногу време на Нина за да смисли прашање за нас. Во меѓувреме, Нина, твоите впечатоци, интереси, лични искуства. Мило ми е што дојдовме на оваа тема, бидејќи мислам дека има интересна поврзаност меѓу NFTs, дигитални collectibles и метаверзумот. Мислам дека блокчейн може да овозможи како е македонскиот збор, interoperability, значи во метаверзумот, каде што еве на пример истите виртуелни да речеме облека ќе можеш да ја носиш и во игра и на работа и еден тон други апликации што ќе се базирани на метаверзумот. И тоа ќе помогне да се осеќаат луѓето како дека метаверзумот е свој свет, не е една апликација, туку е екосистем од апликации. Бидејќи еве на пример денес, кога користиш еден тип на социјална мрежа, имаш екосистем во склоп на таа мрежа, имаш разни емоджис, има обиди денес да се оствари таков некој interoperability, но во главно е многу на многу базично ниво. Можеш да споделуваш од една мрежа до друга мрежа, но не можеш да ги имаш истите тие items, дигитални, виртуелни овакви значи предмети или знаеш истиот тип на контент seamlessly да се вклопи во тие светови. И тоа мене ми е многу интересно како use case за NFTs. Еве сега NFTs почна да полека се овакво почнуваат да се користат на Instagram. И
е дел од таа некоја голема стратегија да се вклопат во метаверзумот. Моето лично искуство со метаверзумот, сега имам headset, имам Oculus, маж ми е заинтересиран за виртуелна реалност уште од многу години, и така низ годините имаме медувано разни headsets, експериментираме со технологијата. Денес има разни виртуелни светови, но на сите им недостасува огромен дел од тоа што може да биде метаверзумот во иднината. Дури има и виртуелни светови што би можел да ги наречеш метаверзум, но не се базирани на виртуелна реалност. Например, Decentraland, базиране на блокчейн, 3D виртуелен свет, но го пристапуваш од браузер. И сите тие моменти на интеракција веќе се случуваат, но тоа што недостасува е разни апликации. Не можеш да работиш, не можеш да се осеќа како социјална мрежа што како што ја знаеме денес, например Facebook, али да го префрлиш во еден таков виртуелен свет како игра. Игрици во главно денес повеќе успеваат да го фатат тој момент на метаверзум. Така да уште сме во многу рана фаза. Мене лично што ми е интересно едва чекам да почнам да работам во метаверзумот. Бидејќи лаптоп и компјутер и маус ми е многу архаично. Сакам да можам да мафтам, да сум повлезена во софтверот, да сум присутна и да можам со леснотија да користам. Не можеш да работиш. Се слушна в себе си. Извини, тоа е моја грешка. Нема гајле. Од Facebook со дилеј се слушна себе си од пред 10 секунди. Да, тоа ми е мене најинтересното сега за сега. Ќе има многу поинтересни работи во иднината, но едва чекам да почнам работата да ми се пренесува полека од лаптоп и компјутери кон VR и метаверзумот. Одлично, фала ти многу. Додека чекаме прашање од Петар за останатите, мислам дека овој концепт на уникатност и нешто што на англиски се нарекува provenance, не знам како го преведуваме на Потекло. Значи, многу полесен начин да го имаме потеклото на дигиталните објекти и тука концептот на NFT е многу моќен и се поврзува со оваа идеја за елиминација на копирање, значи да се знае точно од каде доаѓаат информациите и каде се употребуваат. Мислам дека е. Да, Петар? Не, мало објаснение, значи како треба да се свати блокчейн и сите тие distributed ledgers, значи тоа не треба да се свати дека например дека тоа ќе спречи некое копирање или ќе спречи донесување на неточни податоци. Значи тоа е garbage in garbage out систем. Тоа е исто како да речам криминален закон во една држава. Криминалниот закон не спречува некого да направи криминал, ама има последици ако направи криминал. Така да како се открие. Така да и блокчейнот не спречува некој да стави погрешни податоци, ама тоа после тоа може да се открие. Чисто само да објаснам концептуално. Да. Супер. Петар, што те интересира од... Значи едно нешто што сакам да слушнам од Нина и од Андреј, а и од тебе, Никола, е само малце вовет во тоа. Значи, кога бил измислен грамофонот 870 некоја од Едисон, до тогаш, да речам, локалниот пеач или локалниот пианист или сето тоа, сите го слушале, тоа било за нив супер. И кога доаѓа грамофонот, почнува масовно производство на плочи и тие викаат, зошто да го слушам локалниот оперски пејач, можам да го слушам Марио Ланца, така секој ден дома на мојава опрема. Сега, со онлайн учењето, зошто да учам во универзитет што е рангиран таму и таму, кога јас можам да одам на онлайн курсеви за многу мали пари, кај некој во Carnegie Mellon, например, или во NYU, или слично. Дали мислите дека ќе има ова winner takes it all промена во универзитетското образование врз база на овие курсеви? И зошто да или зошто не?
Јас мислам Јас дека може Андрей повели. Мислам, чисто од лично искуство, пошто Zoom беше некаков добар trial период за ова, нели? Една година бевме сите онлайн, без разлика на тоа дали учениците оде во Карнеги Мелон или било каде. Нивото на интерес кај учениците драстично падна. Значи ентузијазмот драстично падна. Мислам дека онлайн едукацијата дефинитивно и покрај сите напори што ги вложувавме на нашата страна, не се грижам во близа иднина за такво нешто дека ќе се случи. Искрено повеќе ги гледам ваквите онлайн системи, дали тие што ги спомнав или дали MOOC типна ствари, ги гледам повеќе од аспект на тоа демократизација на едукацијата, значи доведување на достапност на луѓе што не можат да си дозволат на пример лични тутори или не можат да си дозволат квалитетна едукација, а дека ќе има замена за добар едукатор во блиска иднина, чисто се сомнам. За тоа што можда Нина ќе коментира, затоа што таа на пример кажа дека во метаверзумот ќе имаш интеракција со другите, значи тоа ќе биде многу побогато од тоа што е сега. Така да можда во некој момент тоа ќе се случи, Нина? Да, мислам дека се согласувам дека не функционира денес. Со работење од дома. Работење од дома функционира, мислам дека прилично добро, но учење од дома не функционира добро. Мислам дека голема разлика е тоа што за учење ти требаат многу повеќе алатки за интеракција, engagement, но за работење од дома зависи од улогата, нели? Но во главно како возрастни луѓе ние можеме да се контролираме и да си го определиме времето за работа, но како дете, ако не си обкружен во таа околина со други деца што учат и мора да си таму, до некој степен, денес образованието се ослонува на тоа дека мораш да си таму, дека немаш избор. Иначе ако имаш избор не би бил таму. Но мислам дека ќе има разни алатки да не само да стане поинтересно за децата да можат да се осеќаат повеќе дека се таму и со тек на време мислам дека тоа ќе се овозможи, ќе се подобри технологијата. Но генерално мислам дека таа конкуренција што ќе почне да расте, како што децата ќе имаат поголем избор, дали ќе посетуваат училиште локално или негде на друга страна во светот, ќе го зголеми квалитетот на образованието. Таа конкуренција ќе предизвика локалното образование да реобмислува како тоа би функционирало. И покрај тоа што мислам дека ќе има една веројатно чуден период на транзиција во eventually на крајот на линијата ќе биде тоа подобро за децата, подобро за сите, ќе биде дефинитивно квалитетот ќе се зголеми. Така да јас сум оптимист. Значи јас се согласувам дека онлайн наставата не функционира за секого. Веројатно за повеќето луѓе не функционира. Од друга страна има луѓе кои што навистина така сакаат затоа што имаат повеќе иницијатива. Нина, колку што знам, ти си самоука, така мислам, ти се што имаш научено во твојата професија го имаш научено онлайн. Да, така. И значи се согласувам со Андреј дека традиционалното образование нема да исчезне, затоа што голем дел од образованието има и една virtue signaling компонента. Значи, нели, јас сум образован, имам креденцијали. И никој нема да каже моето образование од, не знам, послабо рангиран универзитет е еквивалентно со образованието од високо рангиран универзитет, иако знаеме дека голем дел од бенефитот е всушност луѓето што ги запознаваш таму кај што си. Така што факултетите кои што се престижни ќе успеат и натаму да си ги задржат своите студенти, а дури и овие што се помалку престижни, мислам дека сепак ќе и биде потребна некаква нетворкинг компонента, затоа што тоа е твојот круг на луѓе со кои што понатаму ја тераш кариерата. Има книга од Брайан Каплан, се вика The Case Against Education, што покажува дека всушност голем дел од парите што ги вложуваме во образованието уште од мали нозе се само за да покажеме дека можеме да постигнеме, да се поврземе, да добиеме креденцијали.
Меѓутоа, вистинското образование што го добиваме, веројатно се повеќе ќе се демократизира, се помалку луѓе ќе одат на факултет воопшто и веројатно ќе почнуваат кариера од многу помали нозе. Тоа би било мое предвидување за трендовите што ги гледаме. Тој што сака да научи, ќе може да научи онлайн. Тој што ќе сака престижот, дипломата од врвен универзитет, ќе биде амбициран и веројатно ќе треба за да го постигне тоа да биде сепак присутен во живо. Затоа што овие универзитети сепак зависат од туиција, школарина од 40-50 илјади долари. А ако се што нудате само виртуелно искуство, мислам дека многу тешко ќе ги добијат тие пари од идните ученици. Мислам, да се надоврзам, но мислам дека има и хибридна можност тука. Например, ако имаш одлични курсеви, не знам како што беше тој на Andrew Ng од Stanford за machine learning, тој не може да им даде фидбек на 200.000 луѓе што го гледаат курсот. Меѓутоа, тука може да се направи друга структура, да имаш локално луѓе кои што ќе прават follow-up и ќе држат вежби, а главниот материјал ќе биде, да речам, проектиран преку дифузија на тие лекции. Например, изгледајте ги тие лекции за денеска и овде ќе дискутираме вежби. Така тоа има можност за нешто за кое што порано немало можност. Например, да тие тоа го викаат како flipped classroom овде, знаеш, кај што ќе изгледаш прво некој видео и ако е веќе flipped classroom, зашто да правиш видео ако веќе постои многу квалитетно видео кое што е бесплатно достапно. Значи тука улогата на инструкторот не е да направи видео, туку низ целиот тој метеж, да речам, од онлайн контент што постои, да избере најдоброто да ги насочи што да прават. Затоа што сега имаме поголем проблем со бирање на информација отколку со трансмисија на информација. И јас тука гледам голем потенцијал за Македонија, преку вклучување во вакви некои massive open online courses, нели мукови што ги викаме, да имаме пристап до најдобрата инструкција. Тоа не значи дека децата ќе престанат да одат физички на факултет или во школа, меѓутоа сепак ќе постои еден таков комплементарен дел од образованието кој што ќе може да биде децентрализиран. Андреј, прашање, коментар за нас? Јас мислам дека не допревме многу на ова, мислам дека треба да се допри. Една од работите се сите технологии што ги дискутиравме до некој степен, како и секоја друга алатка, може да бидат добри работи, може да бидат и лоши работи. Малку спомнав делумно во моите слайдови, ама мислам дека вреди да се продискутира малку. Една од работите што мислам дека може да бидат опасни со вакви технологии е да ги насочат учениците на некои модуси на работа што не се можда најпродуктивни за нив. Значи, кратко спомнав слика, имав слика од Кина малку, пошто ова сам првпат кога ќе го видиш малку пошокантно, пошто Кина си има малку повеќе навалено кон широка употреба на AI и има во неколку такви училници има пуштено Никола ти би знаелова EEG readers како пластични алатки околу чалата. Идејата е да му ги читаат brain signals и од тоа да обидуваат да се обидат да горе-долу да трекираат колку се вклучени учениците, колку се фокусирани, колку се нервозни и така натаму, така натаму. Мислам дека сите можеме одма да видиме неколку проблеми со ова, нели? Еден од проблемите е колку се точни овие читачи, тоа би знал ти, Никола, дека многу често не се точни. Можда посериозни проблеми има со тоа. Не сите ученици учат исто, некои ученици се фокусирани кратки периоди од време, другото од времето се, distracted, тоа е начин на работа што може да нив му одговара. Друг проблем е што учениците почнуваат да бидат малку орвелски оценување од тоа колку се фокусирани 100% од времето и тоа допринесува стрес и сите останати работи. Значи една од работите што немаме многу начин на тој колку од некои од овие технологии има потенцијал да бидат штетни, не само да бидат добри. Коментари за тоа. Фала ти. Одиме во дистопискиот дел од дискусијата. Кој сака да Јас сум толку песимист валда во разговоров, така да јас ги прашувам песимистичките прашања. Петар се анмютираше, тоа му е обично знак дека е спремен. Да, значи добри прашања за тоа. Андреј, мислам дека тоа е, значи секоја технологија, како што сите добро знаеме, има еднакво добри и лоши страни. Значи се може да се искористи во две различни насоки. Преска зборувавме за блокчейн, значи добро е да имаш анонимност, ама првите големи корисници на биткоин беа, да речем, шверцери
на различни работи по интернет, така. Иако технологијата е брилијантна, ама може да искористиш за различни работи. Сега во однос на ова е генералниот проблем на приватност кој што се појавува, затоа што како што све оди онлайн, значи од да речам здравствени параметри преку сатови што носиме или ова EEG кој што го кажа, мислам дека тука ќе имаме поголем проблем со технологијата која што ќе треба да обезбеди приватност и да нема злоупотреба на податоците, затоа што може, истото сум го размислувал, дека може да дојде до такво орвеловско оценување, каде што на пример ти кажуваат дека овој семестар ти немаш 37 ECTS затоа што толку и толку проценти од времето не си бил сконцентриран. Знаеш, мислам тоа е да речем сосема дистописка страна на оваа технологија. И јас спомнав во тоа што го зборував преска дека ќе доаѓа сега локализација и сенсинг во 6G. Тука приватноста ќе уште подраматична, да речам ќе има повеќе проблем со приватност, затоа што мислам сигурно знаете, човек не мора да се идентификувате само по лице или по глас, може да идентификувате по гейт, значи секој човек има карактеристичен гейт, или по неколку покрети, значи како пишува или слично, значи и да има приватност која што ги скрива камерите, има други модови за сензирање кои што може да одлучат кој е тој човек. По тој познат пример на Netflix Challenge 2007 година, кој имаше $1 милион за да предвидат кој ќе биде најдобриот Netflix филм. Значи тој имаше челендж, се такмичеа тимови, by the way до ден денес не успеваат да предложат добар. И има анонимизирани податоци од корисници. Знаете, од како на пример, не знам, Андреј оценил филмови, Нина оценила, Никола оценила, ама анонимизирани, без нивните имиња. И имаше човек покажано дека со само 7 скорови од IMDb може да идентификува за која личност се работи. Значи во тој случај сакам да кажам дека има многу повеќе знаци, хинтови и шарети, како да кажеме, кои што ќе препознаат што некој правил во тек на едукацијскиот процес, во тек на семестарот и ќе биде, да речам, посеопфатна оцена, која што изгледа, да речам, дистописки. Така да тој дел треба навистина многу да се внимава. Фала, Петар. Нина? Интересно е, пошто, мислам, за метаверзумот има еден тон дистописки сценарија, беше има еден тон книги и филмови за тоа. И оригиналното име е од дистописка научно-фантастична книга, така што Креш е првото спомнување на метаверзум, на Стивен. Мислам, има многу аспекти што, знаеш, како things can go wrong. Околу, например, денес веќе имаме проблеми со социјални мрежи, со модерација, со зависност, со еден тон аспекти што во метаверзумот само ќе се влошат, така, на некој начин. И, например, екранот денес преку екранот имаш контрола на тоа колку користиш социјални мрежи, така, но и покрај тоа овие проблеми се многу реални, но замисли кога уште поголем дел од животот ти е виртуелен и не можеш толку лесно да се одлепиш од тој свет како што денес со екранот го затвораш лаптопот, го исклучуваш телефонот. Така, тоа е дефинитивно проблем, ама јас лично генерално сум оптимист. Мислам дека се додека има доволно заинтересирани компании да иновираат во овој простор и не зависи само од една, дури да е мојата, мислам дека е подобро да има таа конкуренција и ако некој прави нешто што знаеш, не е пожелно, тогаш луѓето да има таа слобода да не го користат тој продукт и да користат подобар. Сега, овие екосистеми се доста тешки да се изградат. Значи, тој праг на, како се вика тоа, ќе биде потешко за нови компании да изградат своји видови на метаверзуми. Но сепак мислам дека ако, да речеме, крајната цел не е виртуелна реалност, туку некој тип на аугментирана или микс реалност,
што ќе интегрира аспекти од тој виртуелен свет во реалниот свет, тогаш еве на пример проблеми како премногу време проаѓаш во виртуелен свет и тоа не е добро за видеот или те исклучува од реалниот свет и немаш мерка значи забораваш да јадеш, такви некои проблеми нема до толку да биде истакнато во таков некој свет каде што пробуваме да градиме врз физичкиот реален свет наместо да го замениме со друг виртуелен свет. Сега многу зависи. Значи ова може да отиде во еден тон различни насоки, но има толку голем интерес во ова поле што мислам дека дури ако некој направи погрешни потези, некој друг ќе го замени што ќе ги направи правилните одлуки. Барем тоа ми е мене перспективата. Еве и јас да се надоврзам, значи овие сценарија што ги спомна Андреј се навистина, нели, меч со две острици. Меѓутоа морам да кажам дека мене ме плаши и ова, нели, метрики кои што ги собираме, од кои што можеме да правиме неверојатни заклучоци, точни, ама уште повеќе ме плаши кога правиме неверојатни заклучоци што се погрешни. И тука е вештачката интелигенција за мене еден голем проблем, филозофски проблем, затоа што ние во еден момент ја препуштаме контролата на вештачка интелигенција, мислејќи дека таа стварно од 7 оценки на IMDb успева да ми дајде, да го идентификува ликот, а мене Netflix се уште не знае да ми препорача филм. И Netflix и натаму оди со некој агрегат, као човек што гледал Pulp Fiction, веројатно сака да гледа убивања, не сваќајќи дека има и други критериуми зашто јас сакам да го гледам Pulp Fiction. И тука ќе се повикам на една книга што Петар ми ја препорача, што стварно мислам дека една од изморедните дистописки книги, а сепак има среќен крај, тоа е Clara and the Sun, најновата на Казуо Ишигуро. Каде што имаш ќе ми ја расипам малце на гледачиве книгава, меѓутоа каде што имаш робот, вештачка интелигенција, која сите ја слушаат, за која сваќаш дека нема појма што прави. Сака да го однесе детето на сонце, оти мисли дека сонцето ќе го спаси. Детето оздравува и сите мислат дека Клара е најбрилијантниот робот на светот. А Клара во многу нешта едноставно човечки се однесува, обожава некое божество кое што и самата не го разбира. И мислам дека тука е опасноста. Јас не дека не се плашам и од метриките, се плашам, ама се плашам многу повеќе од интерпретацијата и мисинтерпретацијата што ја прави вештачката интелигенција. Така што ќе му го вратам на Андреј прашањево, пошто потекна од него, за мене тоа е дистопискиот момент. Заедно со се останато што Андреј спомна. Супер. Се согласувам сосема со ова. Мада би рекол дека имаме и со човечки дизајнирани мерки веќе таков проблем. Очигледниот проблем е SAT и GRE scores за тие што се запознати со америчкиот систем. Во последнава година има неколку универзитети што ги тргнаа GRE scores за примање на постдипломци, после ги вратија, има купишта дискусии за тоа што мерат, и мислам горе-долу консензусот е дека мерат колку добро можеш да помениш на GRE тест. Толку, ништо друго. И така да дизајнирање на добри мерки генерално е проблем, ама сосема се согласувам дека еден од можда за гледачите пошто не се запознати, една од моменталните проблеми со моменталните доминантни методи во машинско учење е тоа што се црни машини, се тотално неинтерпретабилни, се тренирани од некакви примери и можат да прават грешки што човек би мислел дека се тотално луди. Тоа е една од причината зашто и покрај фактот што имаме разумно автоматски возила што возат без возач, не се пуштени во производство заради тоа што некогаш прават тотално безвезни грешки што човек би ги оценил дека се ненормални. Не знаеме зошто, не знаеме како да ги поправиме. Виделе ли спам филтрите на Gmail последниве 4 месеци? Значи нешто се случи. Претходно беше карактеризација на зборови, ќе ги класифицираш и ќе кажеш ова личи на спам, ова не личи на спам. Пола од мејловите кои што ми доаѓаат од луѓе, дури некој кој што во кој што сум во редовен контакт, тој алгоритам одлучува дека е спам. Не знам зошто, нема никаква логика. Меѓутоа ни се случуваат такви работи и мислам дека премногу контрола предаваме на автоматски алгоритми што се црни кутии. И тоа е дистописката страна. Нина како оптимист ќе заврши со едно прашање за нас што е малку по се надевам оптимистичко за иднината на образованието и како технологијата ќе подобри.
Па мене ми интересира околу вештачка интелигенција. Значи денес имаме voice assistants кои стануваат се подобри и подобри и можам да замислам свет каде што полека се претворат во некој вид на ментори, не само на асистенти. И како ја замислуваш, Андреј, или било кој иднината на користење на овие асистенти, како тие би можеле да имаат улога во образованието и дали има некаков concern, дали има некаква грижа за тоа дека може да ја заменат улогата на професори, да речеме. Така, ме интересира како проекцијата околу ова. Мислам, накратко, воопшто не сум загрижен за тоа. Во принцип, во моментот тоа што најмногу се посветува време кај истражувачите работи се да ги донесеме овие системи до некој степен да имаат некој минимален common sense. Може да комотно да дискутирате со Siri, со Alexa, со кој што сакате, може да прашате некако тотално безвезно прашање од типот на какво е времето моментално и ќе ви одговори има 50% шанси дека врни во моментов. Значи некои такви или пред 2 сати или нешто такво. Така да има проблеми со некој основен common sense или здрав разум што нормални луѓе го имаат. Мислам дека да ги донесеме до некој степен да можеме да ги третираме како нешто што минимален Turing тест би можел да помени. Значи може да се понаша како некој 10 до 15 годишно дете е минимум 5-10 години во иднина. Така да не сум загрижен во блиска иднина од тоа дека ќе заменат професори или наставници или било нешто такво. Во моментот мислам дека најпомошно би било ако можеме да ги доведеме до степен да бидат корисни за наставниците во смисла да им бидат помошна алатка за да заштедуваат на време на разни начини. И тоа мислам дека има многу ветувачки насоки. Некои малку ги спомнав, има купи што не ги спомнав, но мислам дека има многу повеќе потенцијал за тоа да ги користиме како алатки за разни работи. Фала, Андреј. Петар? Значи, Нина го спомна аудио инпутот. Значи, тоа е, да речам, прилагоден на она што ние го можеме. Значи, ние можеме да слушаме и комуницираме да слушаме од 20 до 20 Hz до 20 kHz. Исто и видлива светлина 400-700 нанометри. Поентата е дека ако направиме машина која што би интерактирала со нас, тоа е само едно подмножество од сето тоа што таа машина може да го гледа кај нас. Што сакам да кажам? Значи, таа машина може да ни мери колку е температура, како реагираме на одредена работа. Значи, перцепцијата на таа машина кога интерактира со нас може да е многу посеопфатна од она перцепција што има човек. Така да, тој е интерфейс кој што го гледаме сега, тој може да биде зголемен за многу други работи и ако се користи позитивно, значи може разни machine learning алгоритми да најдат корелација или каузација, да не знам, тоа е вечниот проблем. Дали, например, определени теми, определени методи прават конфузија, доведуваат до разбирање и слично. Значи, сега ние викаме дали разбравте? Да, ама тоа е единствениот инпут што го имаме. Така, знаете дека кога ќе прашате дали разбравте, јас и студенти кога ги прашувам, има различни да. Значи, и тоа го правиме не само преку 2 канали, еден визуелен и еден аудио, ама ако имаме повеќе, тоа може подобро да се процени, според мене. Значи, концептот на асистент за мене најубавото нешто што ќе се случи од вештачка интелигенција. Значи, се додека ние не предадеме се на вештачка интелигенција, мислам дека овој начин на кој што и радиолозите работат со AI и наставниците работат со AI е стварно моќен. Тоа што во одредени кругови многу се плашат е дека AI alignment, значи да знаеме дека интересот на вештачката интелигенција е поистоветен со интересот на човекот, е проблем. Сега имаме паничари како Елиезер Јутковски, тој е од Les Wrong на времето, се уште со Les Wrong и сега е во тој Мири институт, кој што вика AI само чека да ни ја скине главата. Можно е веќе да стигнале до точка каде што се доволно интелигентни, ама затоа што се дуплира на секој, не знам, интелигенцијата на секој 6 месеци, чекаат уште 6 месеци и потоа ќе не решат. Тука не верувам. Значи стварно мислам дека е тоа еден многу алармистички пристап.
повеќе верувам дека вештачката интелигенција едноставно ќе нуди нешто што ќе биде делумно човечко искуство што нас ќе ни го прави животот подобар. Тоа што мене многу повеќе ме плаши е дека ќе се случи една не многу интелигентна вештачка интелигенција да почне да носи одлуки за нас, а дека ние ќе мислиме дека е на ниво на ова што го замислува Јутковски. Така што јас сум повеќе со Андреј во оваа ситуација каде што не се плашам дека вештачката интелигенција навистина ќе стане нешто надчовечко, ама исто така се плашам дека ние ќе ја предадеме контролата многу пред тоа да се случи. И тоа е тој меч со двеоштрици, меѓутоа јас сум оптимист, јас сум техно-оптимист во основа, голем верувач во децентрализација и крипто како еден баланс на овие централизирани трендови на вештачка интелигенција и навистина мислам дека ќе се најде некој баланс каде што ќе знаеме како да ги искористиме технолошките иновации што ги носи AI со нешто што е децентрализација на знаење, демократизација на знаење и еден тренд кон се повеќе квалитетно образование за сите деца на секаде во светот. Никола, само околу малце да ја ублажам таа песимистичка визија што викаш дека ќе носат одлуки. Мислам, голем број политичари кои што ги имаме денес во разни земји и кај нас, мислам дека не се добар бейзлайн за рационално расудување, така да тешко е полошно. Право, дали е бетер ова друго? Да, тешко е полошно тоа. Да се надополнам исто со еден малку депресивен пример од последните 5 години. Значи, една од технологиите што ги спомнав се овие Generative Adversarial Models. Значи, тие се некакви модели што може да генерираат фотореалистични слики од разни работи, например од луѓе. Тоа беше една од најпопуларните технологии околу 2012, имаше многу возбуда околу тоа што може да се користат и колку може да има примени. За тоа што најголема пример е лажни профили што се беа користени во време на политички кампањи за да генерираат онлайн flame wars. Така да на страната на песимизам плюс една точка. Да, тука е нели Longfellow и тоа е труд што е напишан во Монтреал. И дури има и благодарност до една од моите омилени пивници во Монтреал. Така што Longfellow во моментот мислам дека е во Google или во Facebook. Goodfellow. Бенџио и натаму во академија, што е многу интересно. Тоа е еден од ретките големи имиња што остана нели во академија и мислам дека продолжуваат да работат на нешто што е многу похумана примена на овие вештачки алгоритми за вештачка интелигенција. Така што се надевам дека тој концепт на лажирање благодарение на вештачка интелигенција е нешто што лесно ќе го елиминираме. Меѓу другото, порано беше сега секој има Википедија па може да се прави паметен. Па сега знаеме дека секој може да се прави и писмен, може да се прави и фотогеничен, затоа што едноставно се демократизира начинот на кој што ги создаваме информациите. Ќе се прилагодиме. Не мислам дека тоа е големата опасност што не чека. 5:45. Рековме дека ќе завршиме 15 минути до 6, затоа што Петар има обврски, и ние треба да се подготвиме за тој позабавниот дел каде што ќе се видиме со сите учесници на конференцијата. За жал вие не сте во Скопје, инаку беше многу драго да се подружиме и во живо. Ама можеби ќе го поправиме тоа наскоро летово, посебно ако доаѓате на кај Македонија. Во јули. Во јули, одлично. Јас август планирам да бидам во Монтреал. Ако доаѓате пред тоа, ве молам, јавете се, а ако не, ќе ви дојдам на источна обала, Андреј и Нина. Од мене голема благодарност. Мислам дека ова е еден многу убав начин да се поврзе нишката од работилници во кои што децата навистина се запознаа со иновативни технологии до една шпекулација од наша страна за тоа каде овие технологии водат. Се надевам ќе продолжиме со разговори кои не мора секогаш да бидат јавни на Facebook, некогаш е убаво и да се слушнеме поинтимно во сиестите. Меѓутоа, стварно ми беше чест да ве донесам вас тројца и да поминеме еден убав саат заедно. Фала на поканата. Фала на поканата, беше супер искуство. Благодарам на сите, посебно на оние што не следеа во Волкубаво саботно попладне на Facebook. За останатите ова ќе остане достапно и се надевам дека ќе биде многу слушано и нешто ќе научите од нас, од овој муабет и понатаму ќе продолжиме со слични дискусии во склоп на сиеста настаните. Поздрав до сите, добар викенд и благодарност до панелистите уште еднаш. Чао, чао. Чао, чао.